Благословено е царството. Минатото и сегашноста на Вишни е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на вишенскиот живот. Втората половина на 18 век за Вишни е период на обновување на духовниот живот во селото. Падишахските достоинственици од солунскиот отомански род Казаслар, Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек лично ги набавиле ферманите и одобренијата од падишахот за реобнова на разрушените цркви Света Петка, Свети Климент, Свети Врача и Свети Атанасије. Црквата Свети Атанасије вообновена е во 1845 година со одобрението на цариградскиот патријарх Мелетий, кое датира од 1845 година, а со одобрението на цариградскиот патријарх Мелетий, кое датира од 1847 година, црквата е осветена од Охридско-Преспанскиот митрополит Дионисије на 3 април 1847 година. Цариградскиот патријарх Мелетий при осветувањето дарил и 15 гроша. Во 1846 година е изработен иконостасот. Во храмот богослужеле парохискиот свештеник Јоанија Миладинов од познатиот семеен род на браќата Димитар и Константин Миладинови, парохискиот свештеник Лазар, родом од селото Подгорци. Во овој храм богослужил и парохискиот свештеник Хритистон. Вознесение Христово е еден од најголемите и најсветли 12 христијански празници, чиј празник го празнува сета православна христијанска екумена, каде што се слави Вознесението Христово на небото, кое се случило 40 дена по неговото воскресение, со што се исполнува старозаветното Мојсиево пророштво на спасението стварено преку Исус Христос, каде што на 40-тиот ден по Христовото воскресение Светиот Дух се излеал врз апостолите, кои биле на едно место во Ерусалим и врз сето човештво, а Божиот народ го прибрал во телото Христово, црквата. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Пештерската црква Вознесение Христово изградена е кон крајот на 14-тиот и првата деценија на 15-тиот век во тешко пристапен карпес дел на живописната долина на река Сушица, втисната во една голема каменеста стена, висока 100 метри. До самата црква водат скали, излабени во самата карпа, а пред влезот во црквата се наоѓа мост, вдлабен во карпестата стена, од багремови греди и штици и ограда обложена со багремови греди. Во каменестата конфигурација постои мало плато на една испакната карпа, каде што до неодамна постоеше голем дрвен крст и дрвен разбој. Природниот отвор на Пештерската црква, која се наоѓа на јужната страна, нејзиниот долен дел е затворен со зид созидан од камен, додека горниот дел е затворен со дрвена багремова оплата. Површинскиот простор во внатрешноста изобилува со големи конфигурации на вдлабени и испакнати форми на камената карпа врз која е насликан фреско живописот. Фреско малтерот е поставен во два слоја.
Првиот слој е нанесуван директно во карпата, кој во себе содржи крупно и ситно зрнест песок, измешан со вар и плева. Вториот слој на малтер, површинскиот, за кој се врзува слојот од боја, е тенко нанесен врз првиот, а се одликува со посветен тон. Слојот од боја е поставен во фрескотехниката, кој ги носи сите карактеристики на средновековното македонско сликарство. Во горното сферно поле на апсидата е насликана Богородица, која е сигнирана како пештерна од типот на оранта, со малиот Христос на градите, која се сопаѓа со карактерот на местото каде што е подигнат храмот и добива епитет на Спилеоптиса. Под неја е насликана композицијата литургиска служба на светите архиереи, Свети Василий Велики и Свети Јован Златоуст, кои се поклонуваат на светата трпеза на која е положен малиот Христос. Од секоја страна на честната трпеза Господ Исус Христос го обкружуваат по два ангели. На северната страна се насликани светите врачи Свети Кузман и Дамјан, а до нив светителките маченици Света Марина, Света Недела, Света Текла и Света Петка Трновска. Тука се е подредено на митското и магичното, божественото, кое овде зрачи од секоја карпа, што високо го надвишила небото, зрачи од нивната распукана утроба, во чија темнина царуваат утките и лилијаците. Зрачи од секоја тревка и цвет, што блажено те опиваат. Зрачи од шепотот на росата и од жуборот на таинствената сушица. Таа што умее часком да ја снема, да ја проголта дното и од ненадеж пак да се појави. Тука и месечината може да засветли посилно и од сонцето, а кога и него ќе го нема, пак ќе блесне необична светлина, пламен, што патува по небото од еден на друг предел, за да го сокрие длабоко во подсвеста на луѓето. Навистина необичен феномен. Феномен кој според некои сознанија е единствен на просторот на Македонија, но и пошироко на Балканот. За него атеистите ќе речат дека е метафизичка појава, а оние посветените на Бога него го поврзуваат со постоењето и силното дејствување на Светиот Дух врз овој простор. Од тука, оваа необична појава се поврзува и со преданието за Света Спаса Вишемска, како и за незиниот брат Свети Спасе Вепчански, за нивното постоење и бесмртност. Станале мит, чија светост одамна е окована меѓу звездите во вечноста. Житието на светите исповедници и праведници, Спасе и Спаса, започнува и се испреплетува со историјата на големиот и познат манастир, посветен на вознесението Христово, кој се наоѓал над некогашното село Заграчани, во местноста која и денес е позната како Бабуш. Светите исповедници и праведници Спаса Вишемска и Спасе Венчавски потекнувале од тоа село, кои во тоа време биле само просто смртни и земски маченици кои живееле во времето на османлиите. Се верува дека нивните имиња им ги дал народот. Тие биле сираци без родители, заради што свое прибежиште за спасение на душите побарале во блискиот манастир, кој бил голем храм со 3 камбанарии, чии одзвони се слушале надалеку. Дали тој одзвон им ја открил трагата на младите маченици Спасе и Спаса, никој не знае.
Сепак тука ги насетил гонителот во обид да ги обечести и потопчи. Но тие успеале да се измолкнат од злобните раце и да побегнат во дивината. За да ја спасат честа своја, народот и верата христијанска побегнале на две страни, разделувајќи се со тешко срце, но со аманет, така осамени да го чуваат заветот, барем едниот од нив, ако преживее. За среќа, преживеале двајцата. Откако тие двајца се разделиле, светиот исповедник и праведник Спасе Вевчански станал пустиник, талкајќи низ високата гора. Се оддал на аскетски живот, често прогонуван и поганет, дружен со орлите и молните, се додека не се засолнал меѓу карпите во дабовата шума на Вевчани. Така тој станал доброчинител и заштитник на луѓето, проповедувајќи го светото Евангелие меѓу простиот, но верен селски народ, кој по никоја цена не се откажувал од својата вера христијанска. Затоа него вевчанци ќе го наречат Бабалак. Се упокоил во длабока старост и не се знае местото на неговото погребение. Нему вевчанци му посветиле дури и два храма, Свети Спас Горни и црквата Свети Спас Бела Плоча. Светата исповедничка и праведница Спаса Вишемска своето скровиште го побарала во дивиот предел на кањонот на Сушича, во пештерната црква Вознесение Христово во Вишни, вгнездена во карпите на 100 метри од земјата, каде што го минала својот испоснички живот, како Божија, земска следбеничка и доброчинителка, а закоравениот во карпата див повид, што наликува на расплетени коси од некоја скаменета вила, и денеска ги чува светите тајни на светата исповедница и праведница Спаса Вишемска, кое растение единствено допирало до светицата, каде што таа се искачувала до небесата, до Бога, заради молитвите. Со него таа ја надвиснувала и бездната на спилите со солзи во очите, за да ја напои Сушица, а воедно со него го плетела и преплетувала дивото билје, за да ја закити косата. Но исто така, со него ја ткаела и рубата. Светата исповедничка и праведница Спаса Вишемска набрзо маченички го завршила својот живот, за да не падне во рацете на злобните освојувачи, со што го зачувала девството и како совршена невеста му се предала на својот младоженец Христос. Долго по незиното упокојување, незините свети мошти чмаеле во темната бездна на пештерата, далеку од очите на Бога и на луѓето, а нејзиниот милозвучен и божествен глас се уште лундзал низ пределот на соништата, како ранета утка во ноќта, барајќи милост за спокој на душата се до 1927 година, кога Марија Дарановска од Долна Белица моштите на светицата ги носи во Вишенската црква Свети Атанасиј, а Љубинка Јашкова по потекло од селото Мали Влај преку својот татко од Влашко ја порачала сребрената маска со ореол, кои ја направиле тамошните мајстори кувенџи, која и денес го заштитува незиното лице, а моштите се чуваат во дрвеното сандоче што го изработила тие одешните мајстори. Многобројни се чудесните исцеленија, услишани молитви и молби од верниот народ,
принесени пред светата исповедничка и праведница Спаса Вишенска. Многобројни се поклоненијата и молитвите од верниот народ пред моштите на светата исповедница Спаса, за да ги застапува пред Бога за нивното здравие, за пород, за вдобување, да и се заблагодарат за тоа што Бог ги слушнал нивните молитви по низините застапништва. Црквата е тело Христово, чии членоми се верните чеда, а од кои пак се очекува и чија цел треба да биде постојаниот стремеж кон светоста. Црквата на православната христијанска екумена, а воедно и Македонската православна црква, како дел од православната христијанска екумена, ги препознава светилата во светот, а и верно ги следи и исполнува зборовите на Спасителот, дека светилото не се остава под поклопец, туку на свечник, за да им свети на сите. Светоста е нешто што се случува постојано во сите дни од постоењето на овој свет. Има неизбројни, неоткриени светила и цел еден свет од маченици, чии имиња не сме ги дознале, но ете така благословил Бог. Својата непогрешлива промисла и преку својата неискажена милост, Спасителот повторпат ја удостои Дебарско-Кичевската епархија да се радува на неговите светии, на оние кои без трошка, сомнеш и храбро се упателе на патот кон светоста. По пречистанските маченици, со Господовото провидение се случи канонизација и на светите исповедници и праведници Спасе Вевчански и Спаса Вишенска. Според одлуката на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а на предлог на Комисијата за канонизација на светии во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светите праведници Спасе и Спаса беа вброени во диптихот на светиите, а како ден за нивно празнување се определи денот недела, денот пред Вознесението Христово. Канонизацијата на овие светители започна на 8 јуни 2024 година во попладнените часови со вечерна богослужба во храмот Свети Атанасиј во село Вишни, на кое што чинно начествуваше неговото преосвештенство Партени во сослужение на монашкото братство од Бигорскиот манастир и монашкото сестринство од манастирот Рајчица и многобројното свештенство и верен народ. Живот дарував.
Este vesela tvrdice, na tebe njeku misla, suteha te i vlast svojima nemoj pomoćnika, zašto zapoti Bog, mogu darovi ti, i od tebe poteče izvorna čudesa. Tebe pred tebe stoji mesto strehaj svešten, moleći te, utekala verni te ponaj, pred Hristom zastapovanje. O Bogorodice, tebe veličame. Spasi i odvedite slugi svoji svetiteljke, zašto omajnite kod tebe, Kako kaj nerazrušni vedem i zaštita. Pogledni so dobro srdečno sebe, na Bogorodice, na moje i od se kako zlo zakriluvaj gi. Kako i ona vokito, zo pešterata mračna se vseli, so Hristova svetlina spaso, sveta ozarena zagleska najsvetla, zovela osvišeni, so podvizi. Od i Sino Tvojgo slava, ti kon nego devo, s ovakvim pesni priodjan, Bože na ocite naši, ti si blagosloven. Obleka svetla na nebo to primi, i večna radost se vseli, zato a ti peve I Sino Tvojgo slava, ti kon nego devo, s ovakvim pesni priodjan, Bože na ocite naši, ti si blagosloven. Obleka svetla na nebo to primi, i večna radost se vseli, zato a ti peve radosno se držite od Boga Gospeši, na radost te vospeva radosno veki. Isceli od svotovine, svetle nas i Site od Hrista, ljubeki Gospod, plameno srce, ko spasenje Tvoj dan, vodi Gospod, koji stiga duh pontuči, Bogorodica, Tebe veličame. Site od Hrista, ljubeki Gospod, plameno srce, ko spasenje Tvoj dan, vodi Gospod, koji stiga duh pontuči, По завршувањето на вечерна богослужба во храмот Свети Атанасий во село Вишни, на кое што чино начествуваше неговото преосвештенство епископот Антаниски господинот Партени, во сослужение на монашкото братство од Бигорскиот манастир и монашкото сестринство од манастирот Рајчица, заедно со соборскиот народ, во катедралниот храм Света Софија беа свечено дочекани моштите на Светата Спаса Вишенска, а потоа беше ослужен и последниот парастос за новопрогласените светии.
počinam Tvoj radi, spase Hrisте Боже наш, Те свати Божествове, то безпочетно Твой Отец, и Пресветлиот благи, и Твой Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. И вседи ги во Твоите творови, како што е напишано. Презирајте ги како добар, дивните прегрешенија, воли и неволи, и сите свесни и несвесни, човеколюбче. Господи, Сини мој, Святому Духу, И није и Христо, и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Според одлуката на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а на предлог на Комисијата за канонизација на светии во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светите праведници Спасе и Спаса беа вброени во диптихот на светиите, а како ден за нивно празнување се определи денот недела, денот пред Вознесението Христово. Канонизацијата на овие светители продолжи на 9 јуни 2024 година во Охридската катедрала Света Софија со света архиерейска литургија, на кое што чино начествуваше неговото блаженство, митрополитот Скопски и архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима, господин Стефан, во сослужение на епископот Нишки Арсени од Српската православна црква, митрополитот Старозагорски Кипријан од Бугарската православна црква, митрополите Дебарско-Кичешки Тимотеј, Преспанско-Пелагонински Петар, Повардарски Агатангел, Крушевско-Демихисарски Јован, Евровски Пимен, Брегалнишки Иларион, Теторско-Гостиваршки Јосиф, како и епископите, епископот Хераклејски Климент
Ilindensko-Ljadrovski Joakim, Delčevsko-Kamenički Marko, Drmbicki David, Antanijski Partenij, Stobijski Jakov i Velički Nikola, arhimandritite Nektarij i Dositej, protojereji Stavroforite Nikola Hristovski, Nikola Grambozov, Dimče Đorđijevski i Aleksandar Dimovski, protojerejot Vlasto Golabovski, sveštenikot Aleksandar Matevski, protođakonite Nikolče Đurđinovski, Aleksandar Dimitrijov, Dragan Đorđijevski, od Niškata eparhija, Dragan Ivanov, đakonite Dejan Borisov, Stefan Gogovski i mnogobrojnjato sveštenstvo i veren narod. I preosveštenih episkopov naših, Joakimu, Marku, Klimentu, Dariju, Parteniju, Jakovu, Nikola, podaš Gospode, zdravlje i spasenije, od svjem blagoje posvećenije, na dragi će pobedu i odolenije, i sohrani na mnoga leta. da vidjat obraja dela Tvoja i proslavjat Otca našego iže jes na nebesje. Segda njine i prisno i vo veki vekov. Amin. Ipak vo mir da se pomolime na Gospoda. Gospodi Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi ne, so Tvoja ta blagodat. Gospodi
преблагословена, славна владичица наша Богородица, и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Разгледувајќи го преговорот на Комисијата за канонизација и Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, за канонизирање на светители во лицето на исповедниците припадени Спаска и Спаса Вишенски воз основа на член 24.11 од Уставот на МЦО, внимателно изучувајќи го животниот пат, како и чудата што се случуваа во нивните молитви и непрестанното почитување од православниот богочестит народ, пообстојна дискусија ја донесе следен одговор. Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, исповедниците и праведни Спасе Вечански и Спаса Вишенска ги бројува во редот на светиите. Честните останки на Светата Спаса со свети мошти и да им се оддава достојно почитување, а денот за нивното празнување синодот е определено на неделата на Светиот, неделата пред Вознесението Христово. За многу канонизираните светители е живописана икона и е напишано житие, акатист, утрена и вечерна богослужба. Архиереите на Светиот синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија на 9 јуни 2024 година да ја објават канонизацијата на поверената паства за прославувањето на новите угодници Божи, продугата да се достави во архивите на МЦО, архивата на синодот. Председател на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, архиепископ Охридски македонски Господи Господин Стефан. Oh
Ipak vo mir da se pomolime na Gospoda. Vaši visoki prvosveštenstva i prvosveštenstva, Gospodine direktore, na Komisiju za odnos slovenskih zajednici, Gospodine gradonačelniku na Ohrid, vaši visoki prevodobija, prečesni oci, monasi, monahinji, vere narode i poklonici, pred mnogo kanoniziraните sveti, возлюбени во Господа. Како круна на се што е создадено, човекот е создаден според Божиот образ и подобие. Оттаму сеопштиот христијански повик е станувајќи негово подобие и сејајќи со се посилна светлина сите да бидеме светли и да ја вразуваме славата Господова, како порачува светиот апостол Павле. Следствено, светоста не само што негuje, не е природа на човекот, туку е достигнување на неговата истинска помнота. А за значењето истинството на светоста многу можеме да научиме, ако ги земеме предвид етимолошките значења на зборот свет, во еврејскиот, старогрчкиот и црковно-стројскиот јазик. Именно сите тие стават акцент на различни аспекти на светоста, а земени заедно ни дават широко објаснување за неа. Таа еврејскиот збор за светост, кадош, означава нешто што е тргнато настрана, отстранено од секаква погана употреба, нешто што е чисто и издвоено од Бога. Старогрчкиот збор за светост, агиос, означава Бого почитување, Бого прославување, жртвопринесување, додека старословенскиот збор свјат означува светлина, а води погледно од индоевропски збор со значење да расте, да света, да плодоноси. Иако земени заедно, значењето на овие три збора од древните јазици ни покажуваат да бидеме светли, значи да останеме чисти и непрофани, да бидеме со Бога, така што целиот живот ќе ни биде богопочитување и богопрославување, да развејќи процветувајќи во верата, да даваме добар плод и да бидеме светлината на светот, како што вели самиот Господ Исус Христос. Нашата македонска земја и нашиот народ секогаш имале такви светли Христови следбеници, кои што се озвале на повикот на светиот апостол Петар, вели во примерот на светецот, кој повика и вие сами бидете светли во сите ваши постапки, од ги напишано бидете светли, бидејќи јас сум свет. Па својот живот го преобразите во непрестанно славословие, со што се удостоиле не само со удел во Царството Божјо, туку и да бидат прославени и пишани од литникот на светлите. Така светоста на македонската земја дошло уште со самиот зародиш на христијанството, со мисијата на светиот апостол Павле, па продолжува преку знаните и незнаните христијански светли, па преку словенските просветители и нивните огнисти ученици, па преку средновековните постигножители, па преку начениците од сите времења, па преку древновериците и еве до наши дни. И во периоди кога сме биле подвластени и црковно
професионално и тогаш кога да се виде христијани се губели глава и во времења во кои да се служи на богословеци јазик и да се проповеда на вечиот јазик и да се тргува и казувано, ете и тогаш нашиот народ се држел до својата вера и раѓал личности кои што ја живееле евангелската максима на боголюбието и човеколюбието, личности кои знаеле што е единственото потребно, кои знаеле кој е добриот дел кој никог нема да го се оцене, па се удостоиле да станат живи садови на Светиот Дух. Слушајќи го во своите срца ангелскиот посмих, свете Господ Саваот, целата земја е полна со неговата слава, христољуците копнеат по неа и како некогаш Мојсей му се обраќаат на Бога со зборовите: Боже, покажи ми ја славата своја, па нивните животи стануваат непрестан духовен раст, до состојба на совршен човек, до верата на готовноста, до полната Христова возраст, до она состојба во која човекот што живее на додаден Христојовиот живот може да рече во своето срце, како што вели и светиот апостол Павле: светите исповедници праведни, Спасе Величански и Спаска Вишенска се прекрасен пример за такви невозени личности, чијто животен пат бил едно постојано христовување, односно просвещение, преображение и уважение. И од најмала возраст, како што се вели во нивното житие, останале без родители, кои биле убиени од османските завојувачи, а само Бог знае како дошле до манастирот Свети Спас, кој се наоѓа на селото загражен скрушно. Видејќи речињата кои е према за самите да се ги кажат имињата, се вели во преданието, монасите кои што ги примале и са викале Спаси и Спаса, поради тоа што ние својот спас го нашли во манастирот, посветен на вознесението на Спасителот на Свети Спас. И манастирот не останал само привремено прибежиште од беда, туку и останал ложнен дом, па како што го знаваме од нивното житие, тие брзо се прочуе во повикот и усрдното служење на Бога и ближните. Во известно време основните го безчестите манастирот, како што слушнавме денес, оставајќи го надими, а спаса се нашите ворови и поголеми искушенија. Спасе се упатрил во шумата на планината Јавланица, на Девчари, каде се направил спосница, а Спаса пак убежиште нашла во една пештера на селото Вишни. Но и таму биле нападени и мачени од иноверните поробители. Спасителот долг живот, додека Спаса исповеднички починала порано. Именно таа бирајќи од почестивите основни, паднала една висока карта и го предала својот дух. Преданието што се предава за нив, од поколение на поколение во слушниот крај, ја потврдува нивната светост, постигната преку нивното непоколебливо служење на Христа, преку нивното подвижништво и подготвеност да издржат се заради Христа, кој давал потребна и сила. Тие знаеле дека нема полза за човека ако го придобие целиот свет, а да чита своје набавности. Затоа и во ваките, и во верите, и во страдањата, и во футурностата, постојано е поколеното во победа
и вливайки Христоности, тие наистина недостигнале таа победа. Пајде за нивните свети животи, од сега не ќе се спомнува само